Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, средбата со подпредседателот на Соединетите Американски држави Майкл Пенс во Белата куќа во Вашингтон го направи овој ден посебен за граѓаните на нашата земја. За мене, секако и за владата на Република Македонија. Можноста да се сретнам со подпредседателот Пенс доаѓа во еден клучен историски момент за нашата земја, кога за 10 дена нашите граѓани ќе го одредат курсот на Република Македонија кон нејзината иднина во НАТО и Европската Унија. Добивме силна поддршка и охрабрување од него да продолжиме по тој пат. На два пати ги пренесе истите пораки од председателот Трамп за покажаното лидерство, за постигнатиот договор со Грција, за успешниот референдум, за идните реформи и за нашето полноправно и заслужено членство во НАТО и во Европската Унија. На средбата имав можност да искажам нашата благодарност за огромната и суштинска поддршка што ни доаѓа од Соединетите Американски држави, со можноста директно низ средби со високи представници на американската администрација да го потврдиме нашето стратешко партнерство и директно, непосредно да разговараме за нашата заедничка иднина и сите наши заеднички идни активности. Голема инспирација и охрабрување добивме на оваа средба со подпредседателот Пенс, како и на предходните со секретарот за одбрана Матис во Скопје и со генералот Куртис Скапароти како командант на командата на американските сили во Европа и на врховната команда на НАТО за Европа и секако и од кусата средба со председателот Трамп кој што има во Брисел. Со подпредседателот Пенс разговаравме за нашите активности за спроведување успешен референдум на 30 септември, како чекор кој ќе ни ја потврди иднината во најмокните сојузи НАТО и Европската Унија. И дека повикавме сите политички лидери, вклучувајќи и опозицијата, да се вградат во таа наша заедничка иднина. Разговаравме за напредокот, за нашите реформи и за новиот поттик што го правиме за да ги согласиме со стандардите на НАТО, формирани на вредности што ги прифативме и што ги делиме заедно со нашите партнери во Алијансата. Нагласив дека Република Македонија нема алтернатива за интеграцијата во Европската Унија и НАТО. Граѓаните на нашата земја препознаваат дека од нивната одлука на референдумот, поканата за НАТО што ја добивме во Брисел, ќе се преточи во протокол за пристапување и со процес за ратификација на нашето пристапување во јануари 2019 година. Столчето во НАТО, кое значи рамноправно учество во работата на Советот на Алијансата и безбедност и стабилност за нашата земја, уште на почетокот на идната година го прифаќаме заедно со сите одговорности кои што доаѓаат со тоа. Остануваме на нашата заложба да го зголемуваме одбранбениот буџет секоја година за да достигне 2% до 2024 година. На средбата со подпредседателот Пенс разговаравме дека нашите граѓани знаат дека евроатлантската иднина, освен консолидација на политичките реформи, ќе донесе и економски раст, кој сакаме да го делиме и заеднички да го остваруваме и со сите наши соседи. Промовиравме диалог, толеранција и регионална соработка и тоа ни беше водилка и во остварувањето на историскиот договор со Грција. Поттикнати од успехот на договорот со Грција, го зајакнавме повикот до лидерите во регионот да се обединат за заеднички цели, одржлив мир, економски развој, регионална соработка и интеграција во Европската Унија, како гаранција за стабилна превенција од инволвирање на трети страни во нашиот регион. Охрабрени и инспирирани од средбата со подпредседателот Пенс, остануваме во тесна соработка со Соединетите Американски држави во исполнувањето на нашата стратешка цел да ги консолидираме евроатлантските структури за мир, стабилност и просперитет на сите нации кои се дел од истото семејство. На крајот го поканивме подпредседателот Пенс и добивме ветување дека ќе направи се што може следната година во Македонија заедно да го прославиме членството на нашата земја во НАТО.